Утрото е најважниот дел од денот. Утринското кафе е првиот ритуал. Првата најава на денот кој доаѓа. Ние ви нудиме енергично и динамично будење, со актуелни теми, анализи и дебати. Утро кое ќе ве подготви за политичките, економските и културните предизвици кои ги носи времето во кое живееме. Утринско еспресо со Златев и Боцевски. Секој ден од 7:30 часот наутро на Радио Лидер и на lider.mk. Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. 26.12.2022 година. 5 дена пред новата 2023 година, ние се уште не сме се испратиле како што треба. Добро утро во уште едно еспресо со Златев и Боцевски по моја еднодневна пауза. Добро утро, Боцевски, како поминавте во петокот? Одлично, морам да признам, Драгче беше расположен, очигледно имаше добар доручек, иако тврдеше дека е Гладен? дека е ненаспан. Па добро, може би кога си ненаспан излегуваат работи од мозокот. Не, но беше дискутиравме прво за обраќањето на председателот, кое што го вивисециравме. И заклучивме дека председателот треба да почне, како викаат американците, да го прави тоа што го проповеда. Тоа е во некој... И видовме некои нелогичности во самото обраќање. А потоа, кон крајот, затоа што Драгче е пасиониран љубител на фудбалот, направивме еден преглед на светското првенство во Катар. Нешто Ред спорт, ред политика. што немам врска со фудбал, тука сме малце, како се вика тоа, со инвалидитет во однос Хендикепирани со хендикепирани во однос на фудбалот, но драго ми е што нели сте направиле добра емисија. Ја да им се извинам на слушателите, имав мала интервенција во клиниката Систина. Огромен поздрав до докторската екипа која ме оправи во еден ден. Навистина, и дознав дека имам уствари фанови по болниците, дури во приватното здравство. Ти претходно ми говореше... Добро што правија здравствено, сега ние треба да правиме со време, во денеска пак касниме да им се извиниме на гледачите. Денес па имав, знаеш што, сега кога имаш такви работи, па имаш папирологија и така натаму. Добра, Денес морав да стигнам со тоа. Ке тоа правиме. И плюсот се бајле дури да се навикнам дека малце ми е тешко да носам фармерки, надоле сум тренерки. Нешто живот никад не ми се случило тренерки да одам на работа, ама морам ради медицински како се вика разлози. Ово утро наш гостин е еден помлад член на редакцијата на Лидер, Никола Николовски, познат на социјалните мрежи како Боемот. Морам да признам, Никола, дека не изгледаш уопште боемски вака. Боем е човек, прво е дебел, таков, замастен, знаеш, генерално. Во најмала мера може джигерот му е замастен или од алкохол. Зошто боемот? Од каде тоа да се нарекуваш себе си боемот и да имаш толку многу фалоери на социјалните мрежи? Добро утро. Најпрво благодарам за поканата. И ова е интересно сега, нели откако ме открија после се што се случи. Кој е боемот? Прво не знаевме. Прво, не дека не знаја, повеќе знае некои кругови на мои пријатели. Широките, ние знаевме, широките народни маси не знаеа, мора да. И се откако ме открија, многу го добив тој коментар, особено на Facebook, од каде ти боемот, дете и слично. Меѓутоа, конкретно ете псевдонимот боемот го имам си го смислено себе си преку една книга од Петре М. Андреевски Бежанци, што е посмртно издадена. Има таму за Скопската боемија, тоа кога го читав ми беше доста интересно. Па да викам да пишам под некој псевдоним и тоа си го одбрав. Ивица, например, Петре Шилегов, поише го личи боемот да го нарекуваат, или Миле боем за мене подразбира и некоја интелектуална црта сега, вака. Тоа не е глуп Петре сега. Добро, ма спомна една цела серија на вака. Да, за Миле е дискутабилно. По мене, еве, Скопска боемска централа
На времето беше кафеаната Кајоле, што се наоѓаше кај Друштвото на писателите на Македонија, и таму Петре Андреевски беше еден вака од проминентните учесници на тие вечеринки, нели? А исто така за време на процесна илустрација видовме дека се обилно документирани Скопската боемија. Да, од страна на слични такви боеми, па дури не само тоа, се виде дека и дел од тие сметки во кафеаните кога биле частени од некои од учесниците во суштина биле плаќани од МВР и од УДБА. Така што гледаш, секојаш државата ја спонзорирала македонската боемска заедница. Скопската боемија била напаѓана од полицијата. Не само напаѓана, и дружена, и кооптирана, и така така што пази натаму. Николч. Значи ти си дел од традицијата веќе. Да, пази веќе. Не, ама по мене, види, ако ништо друго, се пак можеби ќе звучи лудо ова како една паралела, но ова што кажува во моментов досијата на Твитер што се објавуваат од страна на еден конзорциум на новинари, покажа колку државата влегла во контрола кај што не треба да влезе. Кај нас еве го малтретира Николче само заради тоа што е интересен и читан. Па добро. Никола е роден 99-та, така? Да. Роден 99-та, има одличен Инстаграм профил со над 30-50 фолоери, има одличен... А пази, да имаш 30-50 фолоери, а да не рекламираш облини следбеници, а да не рекламираш облини на вистина со интелектуален муабет да ги направиш тие. Истото важи и за Facebook, тоа е на вистина талент. Да, и нема тие говор на омраза едно друго тие. Ништо. Има така една благо десна линија, чудна. Па не баш благо имало и малце по забегување, ама добро. Никола, тебе те приведоа за дојавите за бомби, ти ги собраа лаптопот и телефонот тогаш, после тоа ослободија без како невина, кај ти се лаптопот и телефонот? До моментов кога ја снимам емисијата, ниту лаптопот ми е вратен, ниту телефонот, нема никаква информација повратна, само освен дека истрагата е во тек и некој формален заклучок. Дека моментално се работи на нив. Инаку станува збор за добар лаптоп, MacBook и за добар телефон. Не, затоа што никој се работи во нашиот медиум, ги знам, нели, неговите технички перформанси. Дали мислиш дека лаптопот и телефонот ти се одземени за полицијата да може да одземе нешто важно од тебе, да провери што работиш? Дали може би имаше ти внатре некоја информација која не сакаш да стигне до нив? Јас внатре најмногу што имав беа проекти за на факултет, некои стручни трудови, истражувања, некои лични мои информации кои што ми требаат и слично. Па може сигнат на некој началник. Сега додека се кај нив може да видат што имам внатре, дека се што има е или нешто што го пишам за боемот, пример, или слично некои необјавени текстови, се ми е таму. И плюс сети со работа, на некој начин сум хендикепиран, без телефон и без лаптоп да остане, па било кој поединец. Е многу тешко не па кога работиш се поврзано со социјални мрежи и сега ти е на телефонот. Ти кажам право, ова ако не ги вратат, да правиме ни една донаторска вечер. Ке направиме. Да. Може кој што имаат во регионот да собираат. Нели сега е модерно да собираат донации за краудфандинг, како се вика тоа чудо. Не, ама мислам дека јасно е се. Да го поддржите боемот со по 1000 Да, не, ова е само едно малтретирање без врска на. Ти кажам право 150 души за мене нешто ќе остане како организатор. Значи не сметаш дека нема нешто ризично што може да ти загрози приватноста или... И самиот знам дека се што е моментално во полиција, само мора да се напомене како се случуваше целиот настан со приведувањето и слично, на лице место веќе ми ги проверија телефонот и лаптопот. Еве да направиме на паралела, и не сум јас единствен за кој што бил така приведен во однос на дојавите за бомби. Само што во мојот случај тоа се беше представено спектакуларно и триумфално.
и создаде толкова медиумска фама. Во другите случаи исто на лице место им ги имаат проверувани телефонот и лаптопот и ги имаат враќани. Во мојот случај и покрај тоа што ги провери на лице место и покрај тоа што не е ништо незаконско, сепак ги задржаа. И еве сега месец и пол, речи 2 месеци како случи се уште уште нема. ги не може да ги извештачат, се што треба е да ги земат целите хард дискови, да ги ископираат и тоа е тоа. Толку е, да. Но не, види, ова е знак дека сгрешиле, по мене. Од друга страна знак е така дека тешко им падна притисокот кој што дојде од јавноста. И сега Сега го се малтретираат. одмаздуваат, те малтретираат. Ова е типичен случај на политичко малтретирање на медиум кој што е наша реалност од 2017 година. Таа мислам стварно да му го одземеш на некој лаптопот, да не му го вратиш 2 месеци, у меѓувреме да излегува таму портпарол како тој да ги пратил дојавите за бомби. Стварно мислам онака Голем јавен линч, да. во голем секој јавен линч, случај. но ти излезе победник од тој голем јавен линч, излезе поголем и им докажа дека си невин. Каков е, знаеш, например, мене ми е навика да ме влечат по судови, по полиција. Мене сега да ми дојдат тука 15 специјалци да ме апсат, мене нема да ми биде тоа, као да ти кажам, нема да ми биде нешто необично, знаеш, ќе ми биде као, добро, 5 пати поише од претходниот пат. Но во твојот случај кај тебе еден млад човек кој се уште е во еден кариерен личен развој, нели, кој се уште студира, кој работи додека студира, кој заработува додека студира, кај тебе тоа дојде од нигде, баш кога доаѓаш од една интелектуална, пристојна фамилија и така натаму. Како го преживеа се ова? Знаеш, како ги надминали? Јас знам, се сеќавам после од кога се случи тоа, ти не можеше да спиеш неколку дена, се слушавме со ти давав терапија нешто. Такви Дека си го поминал истото, да. Да, дека како ги помина Тоа можеме јавно еве да се заблагодарам дека кога се случи се тоа, мислам, еден од луѓето беше нонстоп на телефон ми ѕвонеа и буквално во секој момент ми помагаа со на кој начин Има треба. колекција од седативи. Тоа беше љупче, така. Не, стварно, тоа само докажува дека беше многу стресен период. Сега, мислам дека Љупчо ти подобро ќе разбереш дека си го поминувал истото, меѓутоа за јавноста викаат еден ден ќе помине, меѓутоа само фамилијата знае колку која е позадината на се тоа. Конкретно целиот тој период на вистина можам да кажам дека беше тежок, ете јавен линч на вистина имаше преголем, меѓутоа на крајот како што заклучи и Љупчо се заврши како што треба. Види, например, многу познати ликови во македонското општество биле некогаш апсени, да речеме Зоран Заев, Ивица беше своевремено апсен, ако не се лажам. Но така што може би ова е и челичење за да станеш премиер. Замисли го тоа и така. Не целам на тоа, меѓутоа, добро. малку да се пошегуваме. Никога. Но за разлика од Заев не беше амнестиран од Пендаровски. Да. Туку Органите на прогон. Туку едноставно не. Види, може би некој сакаше да го белеши. Познавајќи како функционира. Може и сакаа па да го изведат кој е уствари боемот. Да го Може би мисле дека после тоа ќе прекинам да пишувам. Или пак може би Тоа не види, тоа ова е интересно, знаеш, затоа што шок е, види, во полициска станица кога си, да се разбереме, Да, човек таму- кој што нормално го води животот, кога ќе се судри со самиот факт дека си во полициска станица, не е најпријатно фактот. Но од друга страна па шок и за нив кога ќе видат дека трикот не успел. И види, ова е знак дека таму не само што недостасува цивилната контрола врз службите, таму очигледно дека недостасува здравиот разум кај дел од раководството на не, таму полицијата. недостасува и нешто друго. Таму е Го виде овој скандалот. кој? Заменик Нов има? министерот 20 20.000 евра од вечер.
по некој Ама истанбулски ја хотел, видов платил за него некој непознат бизнисмен. И сега искрено ќе кажам, ова е скандал пар екселанс. не за ова се губи функција. Не, треба да се изгуби функција, затоа што види прво станува збор за трговија со функција, трговија со влијание, злоупотреба на службена должност и така натаму, независно како и зошто е заминат 20.000 евра или што правеле таму. И на крајот на кришата кој ги платил? Ама таму ги ја платил? на тие фотографии што стигнаа до мене, ја видов и потенцијално кривично дело користење на проституција во Турција, тоа е кривично дело, а тие се во Турција. Абе, тоа Турција нека си бере гајле. За Македонија значи Да, ама наш функционер бре во Турција и за наше значено ова да се расчисти што се случувало таму, кој го платило. Ова фрла сосема нова светло. Од друга страна имаат скандал, таму гледаш некои си со црвена патерница го пуштиле од граница. И се нашава полиција тоа, дека полицајците таму одлучиле сами да го пуштат, тоа рака се не дека не види било така. дека се полудени се, дека буквално немаат никаков осет за функцијата, Не, немаат. ова нема ништо, да. Ова е И на крај ни крив ни должен го обвинија Николче. Да ја напуштиме оваа тема, да одиме на поведри теми. Никола, читам синој како и тебе на Фейсбук, сакав дури да се расправам со те. Што бе против толку српски пејачи да пеат во Македонија имаш? Значи, некоја шири некоја доктрина помеѓу младите дека српските пејачи и носеле зло на оваа земја. Не е кажано конкретно тоа, меѓутоа во целиот статус се објаснува дека поентата е дека треба повеќе се ценат македонските пејачи, бидејќи нашите сопственици на локали многу полесно прифаќаат и плаќаат поголеми суми за српски артисти, а кога доаѓаат македонските артисти некако се скрсени раце. Така што мислам дека во нашиот простор по локали и слично треба повеќе да се остави македонските артисти да настапуваат. Нели си десничар. Пазар, Да. полно да побаруваш, што. Ако детално го имате причина тоа, исто го имаме наведено, да, ама Веројатно ти сметаш за Јелена Карлеушова што е па викна. дека се создаде голема фама особено на Инстаграм, да, затоа и Што е? искоментира. Јелена Карлеуша пеела во Драчево. И добро да И земало огромни пари за тоа и тоа беше голема журка викенд. Нема зошто е проблем. Не ми е јасно. Ја како либерал да беше Цеца ќе имав проблем, но Јелена Карлеуша Ама и јас ја Цеца поштувам. бе, бе. Значи, Цеца иако за- не знае да пее, Добре. меѓу другата. Види кога луѓето си гласат со плаќање карта, што е проблемот? Да, но Ивице, ја пеам бољи од Јелена Карлеуша. Практично целиот као скандал што се коментираше дека тоа било платено 18.000 евра незиниот настап. Само што ете како што имав и дополнето, секој под собствениците се водат по тоа што го бара публиката. За жал, Точно. кај нас публиката бара не, нешто зошто за така. жале, век? Што е разлика измеѓу Јелена Карлеуша и Цеца од една страна и Бритни Спирс и Дженифер Лопес од друга страна? Што вториве прават музика. Музика прават, чекај, бе, што е разлика? Стварно е терен. Поп музиката и на запад е за никаде. И на запад е продаваат Поп музика е Шо? нешто сосем друго. Јелена Карлеуша и Цеца и целата таа компанија таму Добро. со се Аца Лукас и со се сите ти се турбо фолк. Што е разлика измеѓу турбо фолк и западен поп. поп? Никаква. Ако не можеш да најдеш Не можеш, разлика не помеѓу, можеш. не можам да Шунда, ти помогнам. шунд. Шунда. Значи попот не може да биде шунд, Како попот не може е да биде шунт? Се не знам. Тоа е сега популарна музика која што си има некои слушатели во моментот, ништо Да. повеќе. Рики Мартин И тие продаваат. со сите мани, значи е И музичар. големо. Бруно Не Марс може. е музичар Ај, сега. како да не. Не зафркај Како да не. сега. Ќе ги споредуваме Како Ед да не. Шаран, ќе го споредувам со Ацо Пејовиќ. Исто е. Некој. Не, тотално е И исто. тој имаше концерт во Скопје викендов и кај него беше препол на Борис Трајковски. Да. Ја да чисто како една паралела. Исто е. Претходниот викенд на пример бев на Next Time. Во салата на Скип одлично беше, имаше публика, меѓутоа не беше полно до последно столче. Јас сметам дека треба повеќе да даеме да поддржиме македонски артисти во такви случаи. Да, ама Николче, не можеш сега својот вкус да го наметнуваш на... Не, зборуваме чисто сега за си разговараме. Јас Знаеш, сметам дека доминантниот вкус, знаеш што е во проблемот генот на со македонецот вкусот? е Вкусот се креира, извини, само ќе те прекинам, ќе Ајде, довршиш. кажи. Вкусот се креира врз база на тоа што ти е сервирано. И? Кај нас, па сега ти упушти
5 национални телевизии кои ни се во државата. Добре. Значи, на сите 5 е сервирано едно те исто. Тоа е некои грандови, пинкови, Добре. па се караат кои ќе земел авторски права за нив и така натаму. Значи, и тоа се пази, тоа се... Јас не се согласам со тебе, ќе ти кажам зошто. Национални- Јас мислам тие го сервираат тоа што публиката го бара. Не. Како не? Во однос на музиката. Како не? Во Еве однос- ќе ти кажам во однос на музиката. Тоа што јас го слушам, сега видов нека анализа на Spotify. Станиците што ние дома ги слушаме. Добро? И извади ја некоја статистика, не знам зашто не ставиле на со Америка, дали веројатно на Amazon.com, јас не е битно. Добро. Но на вако вика дека 0,08% од луѓето тоа го слушаат. Ај викам да видам што слуша Америка. Па ти види, имаш таму над 50% и кусур, има некои кантри рок и кантри. Цеца за нив е Моцарт. за мислам. кантри Па не, па, музичиште се ти кажа, за Цеца. како не музичиште? Прво, кантри сакам има ти кажам, цел инженеринг да не, произведеш не, кантри. да не Не. влегуваме, Значи, не. Значи, Љупче, сега да не пази. влегуваме се. Значи види. Евица, значи за политика, за европски Да. интеграции, за вредности, за економија, за историја, за многу теми ти си минјам кап. Ама за музика, брате, анализава ти е. Извини вака, ама не можам да се согласам со тебе. Значи, Абе, извини. белградски балет гостуваше еве во МНТ. И? Не беше полна салата. А каже, една од најдобрите балетски Па требаше да ми компании средиш карта. во светот. Не, нема. Сакаме да ти кажам, еве зборуваме за висока култура. Висока култура, затоа е висока. Ама не зборуваме сега ние ни за И сега висок. вика, Рок н зборуваш ролот не е висока Зборуваш за култура. популарна култура. Еве, и у бивша Југославија. Кој мислиш дека најпопуларни беа вие што се пејачиве кои што влегоа во пантеонот на рокот? Не. Оние босански не групи. Најпопуларни беа Биело дугме кои беа на Не граница беа, со не беа, турбофолк. ама не беа. Имаше од нив исто оние, како се вика, тие суада плави оркестар, тие босанските групи што беа. Не, Биело дугме беа број Веројатно, еден. не знам, ама Број најпродавани, најсве, али Биело дугме се рок н рол на граница со турбофолк. Значи на граница. Они се на граница. Кој беше популарен во однос на продадени плочки? Биело дугме или Лепа Брена? И у бивша СФРЈ. Па не знам. Како не знаеш бе мајко му, знаеш, Лепа Брена ама беше пута 100 од значи Биело имаше и дугме, што нешто е друго. нормално. Имаше и нешто Што? друго. Имаше на сето тоа, имаше и ЕКВ, имаше и алтернатива, имаше и рок н рол, Па и имаше сега и ги пристоен поп, има сега нема ништо у Ги има, Македонија. види, Што има сега у знаеш ли што Македонија? е сега? Сега, види, тогаш, тоа знаеш зашто постоеше? Затоа што беше малце официјално поддржано од Ивица. некој чека не дозволи. Системот во тој момент, посебно таа системската социјалистичката Ивица. младина, промовираше некои алтернативи, рокови, мокови со државни Ивица, пари. Во Велика Сега имаш слободен Британија, во пазар. Велика Британија имаш 5 национални концесионери. И Channel 4, Channel 5 и TV не знам како и беше. таму Sex Pistols се пушта. Не се пушта Никош Sex не се Pistol, пушта, не не. се пушта Sex Добро. Pistol. Но никој од националните концесионери не пушта шунт. И како не пушта, Не се оние пушта. талент, малент, едно друго, тие кај се Тие не пушта? се на националните, кај се тие пушта? се на кейбл ТВ, на кабелска телевизија. Се постои разлика. И баш кај тие што се талент, малент, упоредбено со ова, на талент, малент пее некој дете, ги пее ACDC. Не Кај пее нас само- имаш не, на свашта грант, шо пее, имаш? брате. Свашта Николче, пее. извини, ти го земав Не, преска само млабет ми беше дека генерално како теза дека во генот на македонецот секогаш повеќе да поддржуваме туѓо и тоа да ставаме пред нашето. Јас мислам дека некој наш дури да е успешен колку што е во случајов нели зборувавме за Карлеуша, тогаш многу е помала веројатност дека би го поддржале. Или еве на пример дека баш ТВ канали се спомна и слично. На нашите ТВ канали може да видиме кога се пушта македонска музика. Тоа е во 3 до 5 сабајле најчесто. Да, за Така да што- земат квота Да. Така што може би системски е целиот проблем. Треба да се решава со тоа што и телевизиите, еве тука се гостин нели во радио сум и радијата и како медиум, ете што имам пример и секој што има медиум, може да повеќе да поддржиме, да дадеме простор на некои наши артисти, па отпосле да видиме што и како ќе пара публиката, бидејќи тоа не од денес на сутра. Македонска радио телевизија има одличен камерен оркестар. Одличен. Значи, нема човече снимено у последните години ниту еден
знаеш, на концерт добар. Да, ма тоа е системско и промашување. Добро, ма пак кажам, знаеш, чекај. Да не се занесуваме дека еве да е така, дека тоа ќе промени вкусот на публиката, нема да го промени. Еве. Значи тие работи се менуваат бавно, и не само тоа, ти текнува едно време кога вадеа она 90-тите, па знаеш дека читавме глупости дека турбо фолк била музиката на 90-тите, на војната, на едно на друго. Турбо фолкот од Демократска Србија просвета, пута 10 заработува тоа што заработува предходно време на Милошевиќ. Што значи види? Кој е Демократска? Да, како не види. Меѓутоа, види, факт е, се сменија работите, многу е по-демократско од времето на Милошевиќ, тука да не разбирам. Меѓутоа, вкусовите на луѓето не се менуваат со пропаганда. Тоа е како она на бугарите, знаеш, ни го испрала мозокот Југославија, затоа сме ние македонци. Сега ние ќе опереме мозокот и луѓе во утре ќе слушаат само next time. Ние сме доминантно поп-рок радио, така. И доминантно сме поп-рок радио. И сега е, затоа што вкусот у Македонија поп-рок ти се 45 плюс генерално публика ни е доминантна вака. Според тебе економски поприфатливо е турбофолк да го направиме радиово? Види. Што ќе биде проблемот тогаш? Тогаш мене ќе ме изгубите на пример. Како ќе ти изгубиме? Ти ја фалиш таа културата, најнормално е викаш. Види, пак манипулираш, не ја фалам. Јас само зборувам. Вкусот на публиката е тој. Добро, факт е. Сега, дали тој вкус мене ми се допаѓа или не, е сосема сеедно во вкупноста на нештата. Ме разбираш? Тоа е едно. Второ, ако гледаме сега па и еволуција, што беше турбофолкот на почеток на 90-тите, кај се сега, тоа е, како да кажам, овако. Никола, дали мислиш дека не треба турбофолк радио да стане? Па сега, најчесто се водам од капиталистички побуди, меѓутоа овој пат мислам дека овде не треба. Не, мора да пресечеме. Не ли бе парата го врти светот, како беше? Одиме со мала пауза за реклами и една музичка нумера, нормално се шегувам, но музичката нумера е од Зоки Босанац, Где си ружо, не знам како беше ната. Румена. Пак те фати црвено светло. Честитки. Што туку придонесе кон загадувањето на воздухот во Скопје за близу 19 грама јаглероден диоксид. Замени го возилото со возење велосипед или пешачење и придонеси за здрав живот и чиста животна средина. Активноста ја спроведува Центарот за истражување и креирање политики, поддржан од Шведска преку Програмата за развој на Обединетите нации. Животот им носи тешки предизвици на твојот дух и на твојот организам. Знаењето ќе ти донесе сила, но карактерот ќе ти донесе почит. Мултифункционален центар за боречки вештини и спортови. The Strongest Aerodrom. facebook.com/TS-Aerodrom. Секогаш и секаде со само еден повик. Сити Логистик најблиску до вас. А вие добивате чист дом, канцеларија, заеднички простори, а кухниот мајстор кој се грижи за секој ваш дефект е потполно бесплатно. Не заборавајте, Сити Логистик се тука за вас. 070 250 857.
time is wearing thin as I crawl beneath your skin. Not a matter of how, more like a matter of when. 'Cause it's cold when you're lonely. The colors you show me, nothing but gray, hollow and empty. You are nothing. This is what happens when you start playing with fire. Your desire, everyone burns in the end. You're leaving doors wide open. You're letting the wrong ones in. Your desire, everyone burns. I get what you deserve. Let it burn, let it burn, let it burn. So you feel bad for your life as you choke on every lie. Know that I can't forget, but I can't forget. Нашето техничко лице Горан Лазаревски ме излажа дека ќе ја пушти оваа што е, како се вика, Где си ружо, па после тоа за време на рекламите вика ајде да смениме на Кока-Кола, Малборо, Сузуки, но не видна ни тоа. Ние сепак одлучивме со алтернативен рок, не може да го смениме музичкиот избор. Имаше една така као каква музика слушаш и имаш она анкети и вика јас слушам се што јас сакам се што сакаат младите. И ја еднаш така на една таква прилика на едно интервју ја реков јас сакам се што не ќат младите. Каква е културата што се шири помеѓу младите сега, пошто тоа се малце за мене лично, ти си некој линк. А ти си престарен. Па не, јас сум веќе Ивица вака сега, ти си више антика. Тешка. Јас сум средновековие. Јас сум од 20 век. Јас сум од 20 век. Значи, јас сум средновековие. Николче више доаѓа Ренесанса сме. Ренесанса некај новиве работи. Денес ја има тоа тиктоци, снапчати, таму Остаток од комунизмот и од медиумите кој каже да речеме младите велат. Као да е таа компактна група која што има едно мислење. Или пак кој ќе кажете на пример ово сега, на пример ја најдекадентна социјална мрежа што ја имаме е Инстаграм. Не бе Фейсбук е веќе антика. Не. Да, Фейсбук више ми викаат, Фейсбук таа за диносауруси, као. А ја 80% од времето на Фейсбук го поминувам. Фейсбук се поретко се користи меѓу млади, тоа дефинитивно. А што користат младите? Па, предежно Инстаграм, предежно и други апликации се, TikTok, Snapchat. И што се дешава на тоа TikTok, освен што глупуваат, тоа имам видено. Генерално на Фейсбук пака генерално се едуцираат. Не, на Фейсбук можеш и нешто паметно да прочиташ. Зависи каква е И група. овде сега гледам дека имало и некои поинтересни видеа што даваат некои туторијали, кратки, нешто интересно, меѓутоа генерално видеата на TikTok тоа се за најмладите, мислам, за деца 6-7 години, за тоа мислам се видеа на TikTok. Генерално Не, ја имам другари по 30 години што дремат на TikTok. Има еден и играше. После прекина да ми биде другар. од оправдани причини. Да, и некој на прашањето што слушаат младите, тоа не е нека компактна група, се генерално се има. А меѓутоа претежно е тоа што се слуша по кафани или мислам дека турбофолк и слично. Тоа што може да се види по некои такви дискотеки. Секој си има свој вкус, знаеш. Меѓутоа не може да се дефинира некако. Тешко е се дефинира бидејќи стварно има се. Знаеш. Од алтернативна музика што ја спомнавме до турбофолк се може да се најде.
Ти си критичар на времето во кое живееме, тоа Мене конкретно, например, тоа ми сметаше дека турбо фолк музиката по локалите каде што ја има се полни на до последно столче што се вика преголема фама, меѓутоа доколку ете. Баш тој го зборувавме, се А тоа е ви од Тоа го- здравствени причини, сега да кажеме, кога зимно време има вируси, бактерии, инфекции и така натаму, опаднат имунитет. Турбофолкот го напаѓа. Прилично може и да настинете. Еве, се обидуваме милион причини да им дајме на луѓето зашто да не Зашто го не, прават. да. Да. Добро, нема да успеете. Во старт да ви кажам, бе, пак ви кажам, не судете. Не судиме И ни. сега сакаш да Не кажеш, си чекай, не, разговараме, ова знаеш што ми е? Ако некој слуша турбо фолк, тоа значи дека е лош човек, дека е необразован, Па, второто да. и ја не верувам. Затоа што многу важен дел од образованието е тоа каква култура воспримате. Не може да бидете селјак и да бидете образован во исто време. И да сте образован, тогаш Па види, ја познам многу селјаци кои што рок слушаат, мора да ти кажам. И тоа тешки селјаци. па добро. Значи, тоа познам многу пристојни луѓе кои што барем слушаат за турбо фолк. музика и, Да. и не се така селјаци. Не, се. Не е баш така сега, не знам. Кажи ми ти еден човек што слушал турбо фолк и во општеството успел да направи некој нарочит придонес и така натаму. Па види, ако гледаш според колку е слушано, тоа значи повеќето од тие што прават придонес тоа го слушаат. Па Факт е повеќето се молери, А градежни не е така. работници. Не си го право. Значи не си го Знаеш. право. Не си го право. Не може на тој опфат да е така. И на крајот на кришата и тие луѓе што ги спомна сега, и тие луѓе прават општествено корисна работа, сега да бидеме искрени. Да, корисна е работата, ама не е вау. Не, сега. Никој не може да му објасниме на Ивица. Не, судењето е тоа. може во Зошто петок, судиш? во Што петок ми е? вечер да отиде во некој по дискотека кај што се пушта турбо фолк исклучиво и сам да се увери, може дека најдобро. Не сум бил одамна и не ми е тоа мој начин на излегување, мора да ти кажам. Ниту музика која што ја слушам. Ја кога сум бил неколку Но, пати ќе ти кажам, на не сакам таквите. да судам, не сакам да судам. Не, тама Тоа е, работа, мислам. знаеш. Не е да се суди, чисто се разговараме, дискутираме околу тоа што е актуелно. Меѓутоа јас кога неколку пати сум идал на такви локации, мене некако срам ме фаќа што сум таму, не знам Ја што да кога кажам. влегувам на такви локации, се чувствувам како Како да дете имам, ставаш. да имам општествен аутизам. Знаеш, некаков. Ја и општо по дискотеки кога сум идал и на овие електронски журки и така натаму, јас се чувствувам како да имам аутизам, а може и стварно имам некоја форма блага таква, што такви работи не можам едноставно, сакам си да поминеш бегам. многу повеќе за Има за многу интересна друштвото, случка, така не знам, пред 2-3 години кога сваевме некоја прослава и сега сваиме што сваиме и јас не знам, се пуштам и пуштам и тоа се цела вечер. Не знам, некоја наша поп песна, дали Тирла да нешто такво и само дојам коментарот. Една личност стаја дрни се вика ова селјачко изгасни го и да пушта бела циганка. Ама битно и знаеш што е Мислиш уствари? плава циганка? Не, и бела има. И пази, тие песни се и политички да. некоректни. Треба да биде плава припадничка на ромската етничка заедница. Знаеш, генерално и насловот е проблематичен таму. Проблем е кај младите што ако македонска музика, пример, пуштиш, многу често знае да ја окарактеризираат како да е нешто. архаично е. Да, мислам дека треба целата поента на се тоа што беше дека треба малку повеќе се цени нешто што е наше. Но добро, сега и твојава диржала да не е некоја песна, вака сега да Да, фалење. тоа не ни знам која песна точно беше, меѓутоа да. Меѓутоа оди во насока на подобрување на меѓусоседските односи, нели? без- Кога ќе имаме еден ден културна полиција, ја можам да бидам таму и некој началник, па Ама малку лепше се обидува бе многу земји, не бива таа работа, знаеш. Овако. ќе биде полека, ќе биде. Како не. Со култура. Демократијата и културата овакво не одат заедно. Да, ама па диктатурата која ќе наметне култура, тоа имаш контрареакција. Гледа денешно шпанско општество, испореди го со културата Франко што ја промовирал како посакувана. Или гледа португалското општество, испореди го со културава со Лазар што ја прават. Или да речеме, не, најинтересен пример, Чиле. Да ја видиш актуелна култура, а тоа што го промовирал Пиноче,
небо и земја. Пиноче што промовирал сега? Што промовирал Пиноче? Абе, како да кажем, некоја си класична малограѓанска култура, така, малку католичка, малку, така, класично например, националистичка, не бива таа работа. Ја, например, точно е мене српскиот турбофолк ужасно ме нервира, ама кога гледам, например, српскиот турбофолк е некаква парадржавна категорија. Не е нешто што е официјално, знаеш. Она е нешто што живее по подрумите на тие локали, е многу масовно и медиумски и секако, но не е државна култура. Хрватите па што глумат дека се нешто, некоја врвна култура, која ќе видам дека фудбалска репрезентација дочекуваат Томсон, што е онака нешто многу подолно, дури од овој српски турбофолк, она таква долна националист. Хрватите не слушаат српски турбофолк? Не, они се најголеми клиенти на српскиот турбофолк. Ама не, пошто глумат, нели, и телевизија се малце по-така Софија, ми немамо шунда и така натаму. Ама кога ќе видам дека дочекуваат репрезентација со Томсон, значи што е државен настан, државен ивент, ме разбираш, каде што онака, како беше онаа песна на Томсон, Чавоглаве, ме разбираш она. И кога ќе видиш, сваѓаш, викаш, чегови се државно нецивилизирани, знаеш? Србите барем имаат еден момент каде што државно викаат, окей, ние сме тука со филхармонија, со ова, Значи, ќе ти со она. набрам неколку твои пријатели кои што ги цениш, кои што се вака љубители на Томсона, да вие што ги спомна обштествено корисни, ама и после емисија не е за во програм. Стварно има Да, има. љубители. Томпсон стварно има љубители. Има. И она Има, шкоро, например, како се викаше. Па тоа е геноцидна музика. Тоа е класичен пример за геноцидна музика. Со тој терминот, тоа е фолдер, имаш геноцид, ти ги ставаш таму, да ќе го ставиш тука и Баја Малик Нинџа и некои такви лудаци од Република Српска и со овие хрвати тука ќе ги опнеш и тоа ти е геноцидна музика, засебен жанр. Косово си има тука една цела црта. Овако. Мене од косовските песни ми е омилена Thank You USA. Не знам дали ја знам. Ја знаеме. Да. Ја мислам во регионов една прочуена позната песна. Омилена дури во Белград вака. Ја сакаат. Албанска музика? Слушаш? Мислам, не збориме Рита Ора, тоа е англиска музика, само не албан. И Дуа Липа, тоа не е албанска музика, да А се тоа не е разбере. шунт? Тоа не е цеца? Добро е тоа. Ај сега. Тоа е... Ај сега, значи, Тоа е- што продаваат? Барем музиката инаку сега не е порамковен, тоа може да одбереме сами што и како ќе слушаме. Ако ги гледаш спотовите е шунт, али вака, имаат и глас, знаат да извадат, знаеш на начинот на пеење и така. Ријана за тебе шунт ли е? Абе, види, пак ќе ти кажам, истиот феномен е, што е поразлично? Ај, кога ќе видиш што продаваат културолошки. Не. Висока култура е Не тоа. зафркави се. Што продаваат? Ријана преко ќе извади тоналитет, кој ќе извади Како не? глас. Мислам, ако за нешто Кој не се ќе слуша извади- таа музика, не слушаш и добро тоналитетот сега, види. и гласот. Сега, Сега- ај сега те молам сега. Сега, например, ја имаш од Ријана Empire State of Mind, песна за Нью Йорк. Нью Йорк, Perfect Jungle, Where Dreams Are Made Of. И ја имаш, знам за еден град, зовел се Београд. Значи, уствари, суштината е иста, бе. Вака кој И ќе па што ти видиш. зборувам? Да. Овако. И сега работата е што сега колку луѓе имаат конекција Сега со едно, где си колку со вечно другото. млад, ама некако ова за Нью Йорк не те тера да кршиш, да пиеш, да се качуваш на маса. Види од кај. Знаеш, онака... Од кај знаеш се, може луѓето од Њујорк кога ги терат. Не знам, некако мал се ми е чудно ова, кога ќе ја чуеш, брате, ти сакаш на стол да се качиш, знаеш. Ти нуди некакви, ти буди некакви ниски страсти. Иначе темата е иста, да, само не верувам дека некој у Бруклин на маса се качува и крши чаши на Empire State of Mind. Николче некој коментар во однос на овие работи. Во однос на ова, ето, не знам, да оставиме секој сам да си слуша тоа што го сака. Па, се надевам дека Ќе прекинат да слушаат глупости. не мора да прекам Последен што пат на кога бев нова. во Њујорк и со еден пријател кој што не живее во Њујорк веќе 10 години, отидовме во едно место што го познаваме.
и ти што го викаш се растрелјачило, знаеш, слуша таква музика како што ја спомна. И знаеш, присуства некои работи, не знам дали стигнале во Скопје, знаеш, некои глупости од типот влегува како, знаеш, како полициска кола нешто, а позади се, не знам, шотови, некој нарачал тука некој локален бизнисмен ли шо ли е таму, слично ко нашиве, знаеш. Се селјачи, што би рекол, ти покажува колку пари има едно друго. И го прашувам пријател, вика ова, викам, очигледно вика промената е клиентелата, не е местото како кога сме иделе ние ко студенти. Меѓутоа ми падна интересно истиот феномен. Еве што каже, кршење чаши, еве не е кршење чаши, него покажување, кој кој. Добро, они ентертејментот они го имаат измислено. Али овдека има исто плодно од лоза такви антрополошки феномени. Да, ама знаеш што е разлика? Денес е понеделник. Денес ако сме ја и ти у Њујорк, и ако сакаме да воспримаме што сакаш, од шум до нешто до онде имаме избор, така. Во Скопје, кој е милионски град веќе, не е мал град Како Скопје. нема избор и Скопје има што сака. Еве вечерва, најди ми вечер кај да идам и тоа да биде убаво културно како што сакам. Има бе како. Најди ми, еве, имаш телефон пред Не, тебе, треба да се најди. јавам само на 2-3 места, па ќе ти кажам. Иначе, ако Скопје во Македонија, единствено Скопје имаш за сите вкуси. Никола, ти си локал. дел од конзерватив МК кој те поддржаа како невладина организација во се ова. Зошто млад човек би сакал да има конзервативна идеологија? Обично ние младите јавиш се ставаме у таа група, ние сакаме по-либерално нешто, да има слобода, да има прави што сакаш, па ако може и државата да ти го плати тоа уште побаво. Зошто од каде тоа конзервативни вредности? Па не сите размислува дека некој треба да ти плати, некој попрво би се напатил со индивидуални права повеќе и поголема моќ на поединецот. Конкретно, можам да кажам дека кога ние почнуваме со невладината организација, најголем дел од младите беа повеќе свртени кон некоја левичарска идеологија, или тоа може би дека не знаат ни идеологија конкретно овакво, него само размислуваат во начин како нешто да завршат полесно, да направат организации само од аспектот да се зборува за некои човечки права, ништо да не се прави со дела конкретни. Конкретно за конзерватив МК како организација настана на сплет на делење исти гледишта и економски и општествено, економски повеќе кои се поблиску до слободниот пазар, а општествено некои конзервативни гледишта што ги нема толку меѓу помладата популација, и затоа е конзерватив МК за разлика од други невладини организации се темели на некои општествени вредности и на нешто што Зошто се доживуваш себе си како конзервативец? Нели си премлад да бидеш конзервативен, знаеш? Тоа е мит. Тоа е мит. Да? Левицата е малце побучна во сите општества и види се создаде тој мит после 68 дека тоа е знаеш, морално посупериорно, ама тоа пропадна. Не знам, јас сум многу по... Што знам, не, тоа поделба конзервативни. Како викаат на 20 години, ако на 20 години не си либерал, тогаш немаш срце, ако на 50 години не си конзервативец. Не беше тоа, либерал него беше комунист. Комунист. На тоа ја модифицираат најверојатно. Сега тоа некој модификација. Не дај Боже да станеш на стари години. Ами на стари години, ќе ти кажам стари години. После 45 знаеш дека и либерализмот е на фактички итерација на конзервативизмот, ако видиш. Во суштина. Па да. Знаеш што? Мене ми е особено што живееме во едно... Нема, што значи да си конзервативен во Македонија? Тоа ми е прашање. Види. Па нема некоја конкретна дефиниција. Ние живееме во една ера на физички непостоечки општествени идеолошки кластери. Зошто? Види, прво ова е после техно IT револуцијата која ние ја живееме нели нејзините плодови од 90-та па наваму. Ние не знам колку разбирате, но ние веќе имаме изгубено
она ние више имаме одредена синергија со технологијата. Ние веќе сме одреден код и веќе сме таргет на одредени не знам, маркетиншки работи. Ние више ја губиме полека и природата на човечко битие. Ти си денес код каде што Artificial Intelligence на Google, на Facebook, на сите тие големи корпорации ти сервира онака да јадеш, дури гледаш у телефон. Ние имаме изгубено веќе човечката димензија, а проблемот со старите идеологии е дека тие ја имаат човечката димензија во својата централа, независно дали зборуваме за лев, десен, либерал, ваков или онаков. Денес природата на работите е сосем различна. Денес секоја група живее во собствен свет од кој свет се помалку може да излезе. Знаеш, мене ми се има случајно го имам тестирано и овој метод. Например, ќе ставам лајкови на 5-6 луѓе кои се од СДСМ. И она ќе ставам лајкови буквално на слики, не знам, со фамилија се сликале, што ги познаеш дел од нив, независно тука политички, идеолошки, вака или онака, многу е нормално да ставиш лајк, ме разбираш. И ми се случувало после тоа да бидам бомбардиран со постови од луѓе од СДСМ на мојот хоум. Знаеш, буквално алгоритмот ти ги следи начините на размислување и те заробува во еден круг. Ако живееш на Facebook, ако живееш и во реален живот, тоа Има еден филм што беше многу актуелен претходниот период, The Social Dilemma, кај што буквално објаснува до кој степен одат моментално работите во оваа индустрија. И сега мене ми се случува конкретно да излеземе да зборуваме за тартана, ни да се пример нешто и сега има некои нели универзални зборови, фит, слично некој протеин, тоа што е интернационално. И дома да дојдам да на телефонот ми излезе во саџестет протеини или кај има најефтино теретана во Скопје. Не, ја имам речено, мене ми се иде у Хрватска на одмор и ми има искочено од хотел реклама после тоа, онака. Да, тоа може да се гледа низ две перспективи, од ете да речеш, нели, стравда те фати до каде дошло социјалните мрежи, но од другиот аспект може да се гледа дека тоа е за почит до кај стигнал некој да ја направи технологијата толку напредна, да може да го следи светот. Не знам, мене понекогаш кога така ќе разговарам или слично, стварно некако ми е многу чудно, може би ме плаши, меѓутоа да, но види, ова околу да се вратиме на идеологии, ако може. Јас мислам дека општеството се има придвижено во некоја насока во Македонија и дека онаа класична идеолошка борба што беше од 90-тите па и од 2000-тите дека не отсликува реалноста на општеството. Не, и не само тоа, ние имаме погрешна етикета. Ние имаме СДСМ која е класично десничарска партија, значи класична конзерватив партија. Не конзерватив, добро, неолиберална е. Неолиберално десничарска партија, има да речеме многу примери такви и го имаме ВМРО ДПМН кои ти се класична социјалдемократска партија. Меѓутоа види, ние не сме само ние. Од национален карактер. Цела Источна Европа е таква. На запад најблиску до ВМРО ДПМН е Sinn Féin во Ирска, да речеме. Најблиску се, да речеме, од друга епоха, да речеме од времето на Вили Брандт, демократите у Америка. Социјалдемократите од времето на Вили Брандт или од времето на Хелмут Шмидт. Хелмут Шмидт. Социјалдемократијата време на Хелмут Шмидт до 70-ти и почеток на 80-ти. Исто Irish Democrats у Америка се баш ВМРО ДПМН е да ги земеш онака. Да. А овие СДСМ делуваат као некое си пропазарно крило на конзервативна партија од време на Тачер. Да. Тоа е тоа. Да. Да може и гробиш ти исприватизира, да може и води,
воздух, вака што дишеме да плаќаме нешто. Сака брза помош да приватизира. Може државата нив да им го дае тоа. Тоа е нели Кај нас се обратно мислам дека не знам, ете баш во МРДП нели имаше субвенции, тоа да. Не, добро, тоа цела Источна Европа е таква, знаеш зашто? Да, ме и не само кај нас, туку и Балканот нема некоја конкретна идеологија. Полска, Словачка, Чешка. СНС исто тие, СНС во Србија тие исто една. А мислам дека тоа мора така функционира, бидејќи кај нас ако стриктно се држиш за некоја идеологија, со овакви околности малку тешко би одел. Не смееш, не си ти еден од оние што сметаат дека државата треба само да биде војска, полиција, армија и суд. Пошто има јас сум запознал и такви. Не е тоа. Не, Да. Сум запознал ја такви, ама добро, како ти кажа, тоа е утопија. И тоа е проблем. види, за мене и тие и овие другиве што се белетристик. Да. Како нели што читал 2 месеца не спел станал бугарин. Да. Ја ги третирам као белетристика. Некој сличен феномен е тоа, да. Има, види, има убави книги. Айн Ранд, онаа книгата, како се вика, Атлас Штрак, како е на македонски. Да. Атлас, поднаведнат, не знам, покорен. Тие либерални, тие либертаријанската литература е интересна кога ја читаш. Меѓутоа животот е различен. Види, тоа е културолошки за себе мотивација за такви работи, да, корисно. Да. Не викам дека не. Дека раѓа предприемачки дух раѓа. Но проблемот е што дека не може само предприемачкиот дух да го води општеството, знаеш. Има и јавен интерес. Апсолутно, така што или она, на пример, сега затоа што Америка немала јавно здравство, сега не треба ни Европа да има тоа. Мисел луѓе. И обратно. Да. Сега скоро разговарав со пријатели од Америка и викаат дека, на пример, еден од нив имал операција и се оперирал у Велс, у Англија, затоа што вика отидов таму привремен престој, нешто платив, демек некоја обука, па доби вика здравствено и ме кошташе операција на срце, вика околу 3000 фунти. Во Америка тоа ќе ме кошташе вика над 100.000. Дури види и она нивна обсесија со оружје на американците. Да, и тоа е ужасно. Ужасно е од наш аспект, Лјупчо. Значи види, они кога ја населувале онаа дивина онамо. Значи едноставно за заштита не само од диви зверови, туку од банди, од едно од друго. Мислам, треба да се разбере од каде доаѓа таа земја културолошки, да им ја разбереш таа обсесија. Овако е сега нормално и викаш абе луѓе, ова не е почеток на 19 век таму негде Вајоминг, па сега 40 хектари ти дале волци ќе ти изедат во зима. Него е урбано живење. Ова не е нормално. Меѓутоа, знаеш, кога нешто културолошки е многу длабоко, тоа тешко се искоренува. Иако види, па на Балканот и Балканот имал таква ситуација, па тоа брзо се искорени. Гледаш пише кој ти носи оружје. Не, али Тетово си има тоа јужњачка култура. Не, види. И таму нормален народ. Кој нормален народ се Има у Тетово јужњачка. Што имаат скриено негде? Да, добро, тетовци ти што ги познаваш, оружје, знаеш нека. Имаат гаден ганс идеологија. Alt-right песните што слушаш од Америка. Слушаш alt-right музика? Па не, ама чисто сум запознаен. Види интересно тоа како у Македонија некој alt-right. Ама тие баш, абе ја ги гледав тие alt-rightери. Тие викаат дека ние дека они биле послични со нас, да речеме, од Балкан немаат проблем да доаѓа некој емиграција или од овакво. Од што се бидеш тие што им се комши, што живеат до нив, што така е луда работа. Луда работа, вака да видиме. Тотално. Па и кај нас, знаеш, која ти тврдат, не знам, дека сме биле послични со, не знам, со американците, отколку со албанците, мислам. Тоа е вон секоја здрава памет. Мислам, на Балкан се живее. Ще зависи кој. Петар Арсовски, Сашо Ордановски се послични со американците. Миленко. Не за така. Ги најде примерите што се баш илустрација за ова што го зборува. Силето тука се седел со векови, идеш на свадби, иста музика е, само текстовите се нормално на различни јазици, посличен си. Баш ка види понекогаш, знаеш, луѓе кои што не поминале време на во некој. Овие албанци што ги депортираат од Англија. Ќе ги прибереме тука?
Пошто ние сме многу хумана нација. Секој ќе депортираат од кај што дошол човек. Ти од Албанија во Албанија, ти од Косово на Косово, ти од Македонија во Македонија се. Нема таму се Ма да не знам, генерално од Македонија има? Не бе, Не, од не Македонија сум. легално си работат у Англија. Нема никоја масовна шема А не мобилизација. видов дека баш ки на тие статистиките види, знаеш што е работата кај нас, мислат дека тоа е национален белег, не е. Британија кога ги води тие илегалците ги води по пасош, не ги води по тоа како се изјаснил кога дошол таму. Да. Па сегде кој ќе кажат некој македонец уапсен во Macedonian arrested in овакво Се може да биде. може и ром и албанец И србин, било што. турчин, влав, све може. Да, ма ние различно гледаме на нацијата од сите ние. Да. И па не едно време, знаеш, дури се расправавме тоа со германците ми текнува, која ваде вика имало вика мултинационални банди во Германија од Балканот. Пример, вика, едната имало државјани на Албанија, на Македонија, на Косово, на Црна Гора, значи албанци. Значи едно мононационално е, а вторава имала вика од Србија, од Хрватска и од Босна. Тоа е српска банда, значи. Сакам да ти кажем, полиција не може да полиција го гледа тоа врз основа на пасошот, не го гледа тоа врз основа на тоа како се изјаснил некој на Да не го ни прашуваат. Може него ни прашуваат, но приватна работа. Па нормално дека не го прашуваат, нормално општество. Кој прашува за етничка припадност? Мене на суд стално ме прашуваат етнички, како што се изјаснувам, ја стално различно им кажувам. Југословен, македонец, северно македонец. Како ќе се разбудам? Еднаш и влав. Тоа ти е протест, вака, против прашањето што да го постават, предпоставам, да. Јасно. Не е нивна работа да прашуваат. А за религија прашуваат? Не. Не прашуваат. Образование прашуваат, што е окей, и прашуваат што тотално не е окей, етничка припадност. Сушто. Поима немам. Ја еднаш изјаснив као влав, викам ова лоби малци ќе ги уплаши да нема осудат, знаеш. Ако си македонец, може би најтешко поминуваш. Како? Ако си македонец, може најтешко поминуваш. Да, не, ја викам, имам и македонец, и северно македонец, и македонец, цртичка граѓанин на Република Северна Македонија. Или беше коса црта, или... Слеш. Слешта и Слеш се извини. Да, ја кажем слеш. Значи македонец, слеш. Ја не знам, може тоа слеш и тоа писмено да го напишале. А слеш е уствари гитаристот на Guns N' Roses. Да, така што македонец, слеш и граѓани на Република Северна Македонија. Северна ја прифакаш, Никола, ти? Па, Ивица не ја прифаќа. Ни јас, да. Јас сум единствениот Ни јас не ја северџан овде во студиото. Ај, не провоцирај се, не идеме од таа насока, да е некоја друга линија. Зошто не ја прифаќаш? Па јас сум роден од Република Македонија и Северна за мене не е прифатлив. Значи, а во студио има двајца родени во Македонија и еден роден во СФРЈ. Социјалистичка република Македонија. Во СФРЈ сега тоа. Двете беа. Двете ги пишуваше во... Тоа е као да си роден у Аризона. Не, ти си у Соединетите Аризона има Американски многу држави. помала државност од Македонија во Југославија. Пред некој ден бевме со еден пријател со Љупчо и тој ни докажуваше дека како што Гевгелија во Македонија имала автономија, така Југославија имала во Македонија и сваќаш дека врска немаат како тоа функционирало, али ајде. Овакво, тоа е далечно минато веќе. Но, иако врските си остануваат, тебе Зошто не ја прифаќаш? Затоа што Објасни ми според мене 5 причини. тој термин е вештачка творба, тоа не е поминато ниту не е поминато на референдум, тоа не е волјата на граѓаните, тоа не е моја волја. наметнат бе Љупчо со сила, тоа е тоа. Нема ништо. Да, наметната со сила. Со сила е наметната и не е од тука наметната, од надвор е наметната. Да, и Да, тоа е, ништо повеќе. ние добро си знаеме како се вика државата и Неправда. Да. Ништо не инспирира повеќе од неправдата. Ова беше неправда. Ја као северно македонец, за мене Македонија е неправда. И јас сметам дека сега ќе треба да градиме нов идентитет и да создаваме уште еден судир во Македонија, каде што ние северно ама нема бе, многу малце сме, бе, сега ги гледав на СДС, ама на митинг. Нема ти одговара бе, па апартхејте сега. Ама сега Во не моментот- знам.
Апартхеите, тие северно македонците А во моментот чекај се. владеат врз мнозинското население. Абе и на митингот на СДСМ не кажа неколку Не еднаш не кажа, Не кажа северна, Ова е заборавија. многу интересно. Мислам дека треба казна за Зошто не заживеа име во бе? Треба сега, знаеш дека треба да направиме на зафрканција, ја ќе го водам тоа едно Сдружение за заштита на правата на северно македонците и да им пишуваме сообщенија. Осуда. Ова како Babylon B, она знаеш, она една пародија да се Да. Го осудуваме СДСМ за етно-националистички одговор. На омраза. На омраза. Знаеш, она да ги... Не бе, види, едно време ти текнува кога забега некаде, кога Заев беше на врвот на мојта, буквално да кажеш, јас сум македонец и сакам земјата земјата ми свика Македонија, стана говор на омраза. Се не е говор на омраза во што ти наметнува северна, што тотално нема Исто може да направиме институт за северно-македонска историја. И да бараме да го исклесаат Заев као founding fathers што се у Америка наводно негде. Знаеш, тоа е добра идеја, уствари. Сдружение за заштита на правото на северно-македонците е онака соопштенија, Хелсиншки комитет, до Страсбург, имаш легитимно право да се тоа буниш. да гледаме тоа. Види, меѓу другото се гледа, например, колку дека парите не може да сменат ништо, 67 милиона, виде? Вложени. Па добре, се тоа е малце широк круг. Тој круг е вложен бајаги во северна. Кој е резултатот? Сега, од друга страна, види, А јас со сдружениево можеби најдов начин како да влезам во кругот. инаку види, Тоа е добра бизнес идеја уствари. Инаку ретко што би било таков ретко што би привлекло таква омраза како еден споменик еве на Заев и на Северна. Овакво, тоа е убаво да се види. Овакво. Еве, еден вика дека сме биле ненормални затоа што ВМРО со Вили Бранд сме го споредувале. Кој е тоа? Некој експерт е со пура и така залижена фризура. Еден драги вели Николче, па ти си цар да ти земам алоe вера. Да, иначе Никола, тоа му е паралелниот бизнис. Добро. Стопанисува со продажба Не, само тоа да кажам, види, они не знаат дека после Втората светска војна... Абе сега на неписмени ќе им објасни жит и све, ајде остави не знаат таму. многумина во Македонија, знаеш онака. Дека после и првата и после Втората светска војна, работничката класа во овие земји се борела во две војни. Значи не можела социјалдемократија како идеја да обстане во Западна Европа без патриотизам. Не може да бидат антипатриотскиве социјалдемократските партии во Европа. Тоа вон секоја Ивица, на луѓе што учеле политичка историја на Википедија, не можеш ништо да им докажеш. Социјалдемократијата западна во криза кога заборавија на работничката класа и заборавија на патриотизмот. И до ден денес не може да се опорави. лабористите во Велика Британија се патриоти. Па како До не ден се денес. нормално? Од Джереми Корбин па Не, до сите Джереми таму. Корбин буквално беше една девијација малку. Да. Во Ирска да не збориме. Ирска е не само Во тоа, види. Франција исто. Не, целиот етнички национализам на запад е социјалистички. Не разбира, тоа остај ги добро. да не шириме. Како иде бизнисов со алоe вера, енергетскава криза ве погодили, како е? Ако си трговец поединец, така малку полесно ти е. Да. Така што не си погоден од енергетска криза, добре кога не закупуваш простор, немаш така проблеми. Значи, Да. иначе Ги се користат, мислам, придобивките на модерното време, да работа од дома, од короната тоа ете го наметна, да може да не мора да имаш престанешто, да мора да трошиш. Николче на 20 години сам успеа да си заработи доволно пари од салон да си купи нова кола. За мене тоа ме восхитува. Не значи тоа дека имаме тука огромни плати, нели? Но тоа ме восхитува како човек. Сега тоа што купи Кија баш не ме восхитува, али генерално. А во времето устари покажа дека правилен избор сум направил. Та добра киичката е добра. Да. Така што Никола, ако имаш нешто да додадеш, нешто интересно што сметаш дека нашите слушатели треба да го чујат. Фала многу за поканата.
Ете вака еден. Нема, подготви се сега почесто ќе ни гостуваш во студио, тоа е Да. Секогаш Не, не е, да. не е проблем, И да. Не само тоа, да ни влезеш една нова перспектива на едно време кое што доаѓа, една специфична перспектива. И го чувствуваш духот на епохата. Еве тука на пример имавме една многу интересна и весела емисија со Жаре од Пука козметика на пример. Жаре исто така еден предвестник на едно време кое што доаѓа сега тука мораме да си кажеме вако. Какво е тоа време на кое Жаре е предвестник? Жаре е предвестник. ќе видиш, да. Да. Кое е тоа време? Мене он ми отвори очи дека во Скопје израснала една субкултура малска, која што не сме забележал до сега и која што меѓу другото раѓа и своји политички образци, кои што се поинакви од оние што јас ги познавам. Околу малската субкултура во Скопје, можам да ти кажам дека и добро што не си ја забележал. Вака, генерално. Може со почести гостувања да ќе му парирам. За субкултурата нема да коментирам толку. Генерално може почесто да има гостувања да се зборува на некои теми околу млади повеќе. Слушателите да дознаат што и како повеќе се случува кај Па младите. да те изградиме уште малци, здравие Боже да те продадеме на некоја политичка партија. Па готов проект. Цела. Како готов производ. Да. Имавме. Може би ја нешто да научам за Да. Види, ај не сме идеологија. Прво него премногу го почитуваме за да можеме така да зборуваме. Не, ама има од политички партии регрутира од радио лидер Како кадрови. што направиле човек од некој, тоа не го правиме. Да, не правиме луѓе од некого. Тие се направени, мада ние- под младоци на политички партии на раководни позиции ставаат кадри на радио лидер, бивши кадри нормално. Кадрови, ще бре, кадрови на времето. на радио лидер, тоа значи дека ние сериозно стануваме deep state во земјава. Полег. Да имаме 2-3 градоначалника, 3-4 високи функционери, мислам дека имаме еден или два министри, имаме еден советник за привлекување на странски инвестиции, имаме у нашиот Deep State еден директор на справување со кризи нешто. Се шегувам, нормално, Никола, ти благодарам. Се гледаме повторно, Ивица, ти благодарам и тебе. Денес е 26.12.22. Јас сум Љупчо Златев, главниот говорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија заедно со Ивица Боцевски. Ова утро техничката реализација е на Горан Лазаровски и Димитар Митровски. Останете со 107,4 почитувани слушатели и до крајот на годината ќе имаме вакви опуштени интервјуа, а новата 2023 година на Радио Лидер ќе ја дочекаме со Old Lang Syne.